На денешен ден во 1535 година англискиот крал Хенри VIII ја презеде врховната власт на црквата со актот за надмоќ, со што ја утврди независноста на англиската црква од Рим. На денешен ден во 1582 година Полска и Русија со посредство на папата Григорий XIII потпишаа мировен договор со кој Русија го загуби пристапот до Балтичкото море. На овој датум во 1804 година јаничарските старешини, познати како дахиите, го започнаа колењето на кнезовите во белградскиот пашалук, трагичен настан што го забрза избувнувањето на првото српско востание. На денешен ден во 1906 година роден е Аристотел Оназис, грчки бродосопственик и еден од најбогатите луѓе на 20 век, познат и по врските со Марија Калас и бракот со Жаклин Кенеди. На овој датум во 1908 година роден е Едвард Телер, американски физичар со унгарско потекло, еден од клучните научници поврзани со развојот на хидрогенската бомба. На денешен ден во 1910 година Француско Конго стана дел од француската екваторијална Африка. На овој датум во 1912 година, за време на италијанско-турската војна, за првпат во историјата од авион беа фрлани пропагандни летоци. На денешен ден во 1918 година роден е Гамал Абдел Насер, председател на Египет и еден од основачите на движењето на неврзаните. На овој датум во 1919 година германските револуционери Роза Луксембург и Карл Липкенд беа убиени во Берлин по неуспешното востание. На денешен ден во 1929 година роден е Мартин Лутер Кинг Јуниор, американски свештеник и борец за граѓански права, добитник на Нобеловата награда за мир. На овој датум во 1943 година американските сили ги потиснаа јапонските трупи од островот Гвадалканал, со што беше запрено нивното напредување кон Австралија. На денешен ден во 1971 година председателите Анвар Ел Садат и Николај Подгорни свечено ја отворија браната Асуа на Нил, еден од најголемите инфраструктурни проекти во Африка. На овој датум во 1973 година израелската премиерка Голда Меир се сретна со папата Павле VI во Ватикан, прва таква средба во историјата. На денешен ден во 1992 година Европската Унија ги призна Словенија и Хрватска како независни држави. На овој датум во 1993 година Соединетите Американски држави наредија поморска блокада на Хаити поради бегалската криза. На овој датум во 1999 година во селото Рачак на Косово беа пронајдени телата на 45 албанци, настан што имаше клучно влијание врз одлуката за НАТО интервенцијата. На денешен ден во 2000 година во Белград е убиен Желјко Ражнатовиќ Аркан, обвинет за воени злосторства пред Хашкиот трибунал. На овој датум во 2001 година Сенатот на Камбоџа усвои закон за формирање трибунал за злосторствата на режимот на црвените кмери. На овој датум во 2004 година банкнотите со ликот на Садам Хусеин престанаа да важат како платежно средство во Ирак.
На денешен ден во 2006 година почина кувајтскиот емир шејк Џабер Ал Сабах. За нов шеф на државата беше назначен шејкот Саад Ал Абдула Ал Сабах. На овој датум во 2010 година почина американскиот фотограф Денис Сток, автор на легендарните фотографии на Джеймс Дин. На денешен ден во 2011 година почина британската актерка Сузана Јорк, ѕвезда на филмовите од 1960-тите. На овој датум во 2019 година Меѓународниот кривичен суд во Хаг го ослободи поранешниот претседател на брегот на слоновата коска Лоран Гбагбо.